Македонската лингвистка Олга Мишевска-Томиќ зборува за еден македонски ракопис текст што е пронајден во библиотеката во Ватикан, кој што датира од 16. век. Таа кажува дека во 1940 година кардиналот Джовани Мекарти, кој што се грижал за Ватиканската библиотека, во фолиите на еден стар грчки ракопис нашол македонски текст пишан со грчки букви. Институтот за проучување на словенските јазици во Париз ги објавил резултатите на работата на двајцата слависти во книгата Македонска лексика од 16. век. Во 1940 година Джовани Меркати, библиотекар, но и кардинал во Ватикан, открил во ракописот во маргините на ракописот, во суштина, на еден грчки ракопис, македонски јазик. И го викнал од Рим Чиро Джанели, човек кој што се бавел со славистика, и тој го прочитал текстот. 20 години покасно, заедно со еден француски лингвист, познат француски лингвист Андре Вајант, Чиро Джанели публикува книгата Македонска лексика од 16. век. Еден мој колега, француз, открил ова книга многу години покасно во една антикварница. И ми ја прати, ја прегледав книгата и ги класификував латинизираната верзија која ја направил Джанели во неговата книга и ги прегледав зборовите кои што ги анализирал Вајант и напишав две книги, една во голема книга, две статии. Една во голема статија публикувана во Балканистика во Америка и една помала статија во македонски јазик кој што пред неколку месеци излезе. Македонскиот текст, за кој што станува збор, бил напишан повеќе од 2 века пред печатењето на македонските зборови во четворојазичниот речник на Даниел Москополец и повеќе од 4 века пред да се печатат првите студии за македонските дијалекти од Галичник во Бошница, Сухо и Костур. Ракописот се состои од 3 дела. Првиот дел содржи 2 од 11 комедии од Аристофан. Вториот дел од ракописот е поделен на 2 половини. Во првата половина се опишува генеалогијата на грчките богови меѓу 730 и 700 година пред новата ера, додека во втората половина се даваат коментари за различни митолошки теми. Водените жигови на страниците покрај текстот покажуваат дека тој бил пишуван помеѓу 1485 кога што бил напишан и првиот дел од ракописот. Третиот дел од ракописот бил напишан неколку декади после вториот. Ова што е напишано се појавило 2 века пред првите книги за македонски јазик. Овде се зборува за костурски дијалект. И најдов дека многу малку разлика има меѓу тој костурски дијалект и сегашниот дијалект кој што е во костурско, кој што го имаат проучувано наши лингвисти. Овој текст содржи 380 збора, кои што спаѓаат во 6 класи: именки, заменки, глаголи, прилози, предлози и сврзници. Именките доминираат и често се јавуваат како поединечни зборови, додека членовите на другите класи се јавуваат само како дел од реченицата. Би можеле да предпоставиме дека се зборува дека текстот го напишал македонец, кој што учел грчки и кој што патувал за Костур. Меѓутоа, во многу зборовите имаме еден збор без член, друг збор со член. И таков македонец тоа не го направил.
И Чиро Джанели предпоставува дека тој бил Грк, кој што се трудел да научи македонски од неговите современици. Во 16 век се појавува напис, текст на македонски јазик. Сега, кога македонскиот се оспорува, јазикот кој поважно ни е тоа дека тој се појавува. И дека француз и италијан во средината на 20 век написале за тој јазик и го викаат македонски јазик од 16 век. Историските податоци покажуваат и докажуваат дека македонскиот јазик е вековен, а овие оригинални ракописи сведочат за неговото постоење.